Во Државната изборна комисија денеска беа врачени уверенијата за новите пратеници избрани на предвремените парламентарни избори 2016-тата. Извештајот за спроведување на изборите и конечните резултати во текот на денот ќе биде доставен до собранието, соопшти председателот на Државната изборна комисија Александар Чичаковски. Чичаковски исто така истакна дека изборите се спроведени согласно законските прописи и дека поминаа во фер и демократска атмосфера и гласањето помина согласно стандардите на меѓународната заедница и на ОПСЕ. Ќе биде доставен извештајот со поединечно освоените мандати до Собранието на Република Македонија заедно со заклучокот кој денеска го усвои Државната изборна комисија. Воедно сакам да напоменам дека извештајот ќе биде доставен и до Агенцијата за медиуми, затоа што од извештајот и донесениот заклучок со кој резултатите од спроведените избори се конечни, предизвикуваат и одредени правни последици согласно правните прописи на Република Македонија. Во однос на работата на Државната изборна комисија цени дека изборите се спроведени согласно законските прописи. Еден од представниците на политичките партии истакна, ние се потпуно согласуваме дека помина во фер и демократска изборна кампања и дека изборниот ден беше спроведен и гласањето беше спроведено согласно стандардите на меѓународната заедница на ОПСЕ ОДИР. Уверенијата им беа врачени на овластените представници на коалициите и политичките партии кои освоја пратенички места, а не како досега лично на новоизбраните пратеници. Дозволете да истакнам дека изборната кампања и денот на изборите помина на демократска атмосфера, затоа пред се сакам да им се заблагодарам на сите граѓани кои придонесоа во вакви околности да се организират и да се спроведат изборите. Исто така би сакал една благодарност до сите државни институции, особено до ДИК, кои придонесоа исто така со својата работа во рамките на Уставот на Македонија и во рамките на законите на нашата држава да се спроведат изборите кои ги задоволуваат стандардите и кои беа очекувани. Поради деликатноста на ситуацијата во која што се наоѓа Република Македонија во моментов, само би истакнал дека нашиот став е час поскоро да се свика собранието на конститутивна седница, за што побрзо да може да се формира новата влада во Република Македонија. Деветиот македонски парламентарен состав ќе има 120 народни избраници, најмногу мандати освои коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН, односно 51. Коалицијата предводена од СДСМ има 49 мандати, ДУИ 10, БЕСА 5, Алијанса на албанците 3 и ДПА 2. Нема да има народни избраници од дијаспората поради недоволен број гласови. Освен до Собранието на Република Македонија, извештајот за спроведување на изборите ќе биде доставен и до Агенцијата за медиуми и другите институции ќе можат да го превземат од веб страната на Државната изборна комисија.